Здраво сите, добар ден. Прво пред се една голема благодарност до самите организатори за тоа што ме поканија мене како еден од представниците на туристичка агенција Црво експрес. Моето име е Митрев Русе, јас по вокација сум туристички водич и еден од собствениците, се работи за фамилијарен бизнис, оние кои што не познаваат или кои што немаат се уште слушнато за нас, верувам дека сте малку такви. Пред се сакам да се обрнам на неколку сфери од мојата презентација, ајде така ќе ја наречам, значи прво за самата компанија, друго што нудиме ние и на крај околу самиот маркетинг кој што го преферираме. Вака, туристичка агенција Црво експрес е основана во градот Штип, значи овде каде што сме сега, во 1992 година. Се работи релативно за една возрастна компанија, ајде така ќе се изразам, кој што постои веќе повише од 30 години, односно 34 години, здрави живи до година, ќе славиме еден значаен јубилеј за нашата компанија. Презентацијата, више оди презентацијата на самите слайдови, која што во кратки црти ја базира нашата компанија и што е она кое што ние го нудиме практично на пазарот. Сега туристичката агенција Црво експрес е малку поразлична од останатите, ајде така ќе ја наречем туристички агенции кои што се наоѓаат на нашиот пазар или во Македонија. Значи се работи за туристичка агенција која што во својата флота имаме возила, односно имаме автобуси, минибуси, комбиња кои што го обувуваме целиот тој процес. Практично се работи за целосна логистика, не е само продавање на понуди како што го прават 95% од нашите колеги кои што релативно ни помагаат околу продажбата на самите туристички аранжмани, но ние сме оние кои што сме главните организатори, значи од почеток до крај, кога ќе треба да се направи едно патување, значи тоа се прави, значи се формира понудата, се објавува на интернет, се прави презентација, се организира превоз, значи апсолутно целата логистика која што постои. Сега во денешно време е интересно, пошто ние на Инстаграм имаме многу травел експерти, снимаат најразлични видеа, секако тоа за пофалба, нека си снимаат, нека си продолжат со снимањето, но сепак зад едно снимање треба да стои барем ако не некоја кредибилна компанија која што се до тоа го има искусено на еден начин, има искуство барем во тој поглед. Сега во нашата флота имаме повеќе од 30 на возила кои што ги имаме. Во слайдот официјално пишува дека сме бренд на Македонија од 2023 година со заштитено лого, кое што реално е еден вид на признание на успех кој што е долги години за нас. Тоа е дел од возниот парк, може да одиме понатамо. Дестинациите кои што ги нудиме, чисто онака информативно за запознавање на самата компанија се најразлични. Пред се сме стационирани во градот Штип, се базираме на македонски клиенти кои што најчесто патуваат надвор од Македонија. Имаме и во Македонија дестинации кои што се релативно поретки, затоа што луѓето се тие кои што ги бараат пред се шопинг турите, кои што се едни од најактуелните и најпотрошуваните. Имаме тури кои што се во Будимпешта, во Прага, во Италија северниот дел или јужниот дел, за Рим, најразлични европски дестинации кои што ги имаме преку текот на годината, сега во зависност од периодот на годината во кој се наоѓаме. Летно време сме базирани на летните дестинации како Грција и Бугарија, за кои што важиме како едни од главните организатори, посебно во Бугарија кој што работиме со години назад, и Грција каде што нудиме и превоз, нудиме сместување, нудиме секакви видови на аранжмани, каде што повторно ќе нагласим дека главната логистика ја обавуваме токму ние. Одиме понадолу, она што ми е многу битно за оваа презентација дека како ние прераснаме практично од една, ајде така ќе наречам, традиционална туристичка агенција, као општ поим на туристичка агенција, во модерна туристичка агенција во модерно време. Со годините на нас бевме лоцирани само во Штип, односно само штипска публика или штипска клиентела, затоа што овде е основана компанијата и дојде до еден пресуден момент, кој што започна во 2019 година. Бидејќи се работи за фамилијарен бизнис, кој што го има основано пред се мојот татко, потоа
наследуваме во моментот јас, мојот брат, мојата сопруга, значи потесниот круг на фамилијата кои што сме задолжени нели за управување на туристичката агенција. Броиме различен број на вработени, значи во зависност од периодот на годината, од потребите, значи тоа се возачи, хигиеничари, уште еден куп друг персонал нели кои што се задолжени и кои што работат во позадина. 2019 година е годината кога дојдовме на идеја, значи за прв пат тогаш да снимаме видео, односно видео кое што ќе биде ставено на Instagram платформата, подоцна и на Facebook и на TikTok, значи сето тоа као поврзано едно на друго, каде што за жал значи во тој период бевме спречени од корона кризата, која што за жал сите добро ја памтиме, на некој начин значи влијаше многу околу самите бизниси. Она што е онака занимливо за да ви го кажаме дека првите неколку, односно првите 2-3 видеа, значи кои што ги ставивме во таа 2019 година, значи беа со апсолутен неуспех, тоа морам да го нагласам. Видеата се уште стоат, се уште постојат, значи со многу мал број на прегледи кои што реално не ни донесоа апсолутно ништо во тој временски период. Најверојатно беше премногу рано за сето тоа да го имплементираме, посебно во нашата држава, а воопшто и на Балканот, затоа што тој контент на рекламирање, значи се уште не беше едноставно достапен за нашата околина или за нашето окружување, значи и балканските држави, не само Македонија. Потоа започнува корона кризата и сега тука ми е многу битно, значи за сите оние кои што сакаат да основаат бизнис, да знаат дека треба секогаш да имаат, значи според мене барем, имаше некои панелисти кои што ги слушнав дека треба да се базираат само на еден бизнис, тоа до некаде е точно, но до некаде не. Значи кога започна корона кризата, ние од туристичкиот сектор бевме апсолутно сведени на нула. Значи немавме апсолутно никаква работа, значи никаква работа не постоеше тие неколку години, каде што мораше дел од капиталот кој што очувавме од перница и другиот дел од банка кој што го земавме да вложиме во нешто сосема друго. Тоа беше транспорт со камиони, значи имаме многу фирми такви во Македонија кои што се занимаваат, кои што реално значи на еден начин не одржа во живота и така ќе наречам, за да не ги отпуштиме вработените, оние кои што работеа во секторот туризам и пренаменивме, односно им дадовме други позиции, тие неколку 2-3 години, значи колку што траеше корона кризата, затоа што во туристичкиот сектор прва започна короната, ама заврши и последна. Сите кога ги пуштаа, значи нас не држаа скроз до крај и не пуштија последни. Така да бизнисот со камиони, односно со транспорт на стока, беше она за да не одржува само. Сега кога велат дека си се родил нели за една работа или ја сакаш едната работа, значи треба да бидеш апсолутно стациониран само за тоа. Тој бизнис заврши, кога заврши и корона кризата заврши, затоа што ако нешто не те прави среќен, а треба да го работи, значи подобро и да не го работиш. Така да среќата реално не беше во бизнисот со камиони, значи беше само еден период кој што требаше и кој што беше наметнат, односно мораше некако на некој начин да се помине тој период, за на крај повторно да се вратиме во туризмот. Така да денес сме повторно во туризмот и повторно ја продолжуваме таа приказна од 1992 година, од кога што постоиме, каде што повторно се вративме на 2019 година со снимањето на видеа. И тука дојдовме до една интересна идеја, која што ја реализиравме, односно започнавме да ја реализираме со организаторот на оваа манифестација, со Петар Тодев. Јас морам да го пофалам вака јавно пред сите и Solidit маркетинг агенцијата, каде што започнавме да снимаме рилови или кратки содржини кои што ќе бидат пласирани на Instagram, на TikTok, на Facebook, на апсолутно сите платформи, кои што Instagram содржини, значи пред се на Instagram ги се базирам, се оние клучниот момент или клучниот фактор каде што видовме дека многу од туристичките агенции кои што доаѓаат од далеку, значи на пример од Америка, више тоа го имаат во практика, за жал значи или за среќа наша, во Македонија и во Балканот не постоеше ниту една туристичка агенција која што се занимаваше со таков вид на реклами. Денес постојат многу фирми. Јас сум горд тоа што сме едни од првите, ако не и првите на Балканот кои што се занимаваат со таков вид на маркетинг. Си ги имаме поделено улогите, на пример јас кога ги следувам во видеа, секогаш сум оној сериозниот кој што ги презентира работите и останатите членови се оние кои што се задолжени за така наречениот забавен дел или делот кој што
и ги натера гледачите да се насмеат, и ги натера гледачите нели на нешто позитивно, па со самото тоа позитивно ќе влезат и во нашиот вебсайт да видат и што практично и ние нудиме, и со тоа автоматски го продаваме производот, односно ја продаваме самата услуга која што ја нудиме. Некогаш беа телевизии, некогаш беа флаери, некогаш беа да се стои по плоштади, значи да се нудат понуди. Денес едно кратко видео кое што ќе биде добро исценирано, добро смислено, значи може да продаде и да наполни апсолутно цел автобус, значи тоа без дилема. Се што треба е за новите оние претприемачи кои што планираат да отворат било каков бизнис, не мора да се работи за IT, не мора да се работи за туризам, значи за било што и да отворат, значи својата идеја да ја реализираат веднаш, значи не да ја реализираат утре или задутре, затоа што утре и јас ќе ја земам идејата, односно ќе ми дојде кај мене идејата и ќе бидам тој што ќе ја реализира. И еве ќе нагласам една анегдота која што се случи пред можеби една година, значи кога снимавме еден од тие рилови кои што се наменети за смеа, за шега, односно за да привлечеме повеќе внимание кон нашата веб страна и кон производите, значи се случува некоја одредена ситуација, значи небитно сега кој што се случи во државата, каде во некаде 21 часот ноќеска ми доаѓа идејата дека треба да се наснима такво видео. Едноставно му вртам на Петар Тодев и му велам, значи треба да снимаме сега, значи сега да снимаме. Ама ноќе или тоцна, значи небитно сега да снимаме, затоа што мора да го објавиме видеото са бајле, да бидеме оние првите нели кои што ќе ја употребат ајде во наводници фората и ќе на еден начин ќе ја испрезентираме самата програма. Така да денес сме стационирани значи кон промоција на самите понуди на еден интересен духовит начин кој што верувам дека многу од вас го препознаваат. Јас искрено ве охрабрувам за сите вие кои што планирате нели да отпочнете нешто ново, значи уште еднаш ќе нагласам секоја идеја која што ја имате, реализирајте ја веднаш, немој да чекате значи утре или задутре да ја реализирате, затоа што некој друг ќе ви ја одземе или ќе ви ја украде идејата за која што нели вие сакате да биде во реализација, односно да основата вашата компанија. Така да денес снимаме на различни видеа и нудиме на различни услуги. Меѓу другото, значи покрај снимањето, покрај самите реклами, покрај маркетинг трендовите, морам да напоменам дека самиот квалитет на услугата е нешто кое што е најбитно од се. Без разлика значи дали имате најгледани видеа, значи ние сме тие кои што имаме милионски прегледи. За држава како што е Македонија, да имате милионски прегледи кои што органски се достигнати, е навистина еден голем успех. Повеќето од видеата ни се со 200.000 прегледи. И тоа е нешто кое што е релевантно без самата добра услуга, односно без она кое што го нудиме. Ако ние не нудиме квалитетна услуга, значи бадијала како што велат старите, и си прегледите и сите реклами кои што ги правиме. Така да услугата која што ја нудиме секогаш гледаме да е она која што е најквалитетна. Можеби понекогаш грешиме и ние, без разлика што постоиме нели 34 години на пазарот, но гледаме да се подобриме, односно гледаме да ги следиме најновите трендови. И секогаш сме во трка со времето, ајде така ќе го наречам, така гласи еден од последните сајтови кои што вели нели дека сме во трка со времето за новите технологии. Новите технологии подразбираат значи постојано да напредуваме, постојано да се адаптираме и кон клиентите и кон оние кои што бараат нешто од нас, односно кои што бараат услуга, кои што добиваат прошетка, кои што добиваат летување или било што нели за кое што ќе не ангажираат токму нас или ќе уплатат било каков индивидуален туристички аранжман. Така да во поглед на технолошкиот аспект значи постојано сме во трка ајде со времето од овие пилотки кои што сега во моментот ги користиме, значи кои што им делиме слушалки на патниците, каде што сме едни од првите нели кои што се базираат на употреба на професионални туристички водичи за се тоа патување да биде организирано онака како што треба, значи професионално, без да гледаме на Инстаграм, без да гледаме на Фејсбук, значи оние контент креатори кои што се travel експерти, кои што се самите нарекуваат и кои што нели ќе направат едно видео за некој си ресторан, на пример во Италија, како нивна препорака и дека нели таму ние треба да отидеме,
сето тоа убаво, сето тоа интересно, нели, да се види, не стрекам да се види на TikTok, но зад себе, односно позади нив треба да стои барем некоја кредибилна компанија која што сето тоа го има искусено, односно знае како да го организира. Не е лесно да се организира, например, еден автобус од 50 луѓе и сите 50 да бидат задоволни. Лесно е да се направи, нели, контент кој што ќе оди вирално, кој што ќе направите за некој си десерт или за некоја јадење во Италија, во Будимпешта, во Прага, значи било каде, малку подруга е целата организација. Така да во целата организација, значи, се вклучени покрај оние кои што се наоѓаат во туристичката агенција, односно во канцеларијата за да ви продадат понудата. Од тука следува, значи, целиот сектор со кој што сум реално многу горд, односно секторот за превоз на патници, кој што е една битна алка во склоп на комплетна туристичка агенција, значи не само туристичка агенција као за продажба на аранжман за некоја друга туристичка агенција, па таа за трета, односно као само посредници, туку целосно комплетна реализација. Од тука оди процесот, нели, на доделување на возило, кое е возило, на возач, па сето тоа како се средуваат документите, како се реализира патувањето, за на крај да настапи туристичкиот водич кој што ќе биде главен и одговорен за исполнување на целата програма, за исполнување на целата дестинација, за се она кое што треба да се презентира пред луѓето кои што дале пари нормално, кои што сакаат да уживаат во своето патување. Реално и искрено можам да ви кажам дека ниту една индивидуална понуда не може да биде поевтина, вака малку можеби како промоција звучи од туристички аранжман, затоа што туристичката агенција на крајот останува, значи, онаа кој што ги нуди и најефтините и најповолните цени и секако има едно искуство зад неа, така да ви гарантира за сите оние работи, нели, кои што ги имате. Една порака повторно, значи, до сите оние кои што сакаат да основаат било каква компанија, без разлика дали се работи во секторот за туризам, без разлика, значи, дали ќе се работи во IT секторот, значи во било што, бидете храбри, бидете одлучни, значи веќе неколку пати ви го повторив, нели, дека идејата треба да ја реализирате денес, да не чекате да оставите за самиот следен период, нели, кој што следува. Има многу работи со кои што ќе се соочите, некои работи се предвидуваат многу лесно, како например во нашиот сектор, дали ќе успееме навремено да ја продадеме понудата или нема да успееме, па тука реагираме, значи, со сосема други работи. Во предност сме тоа што имаме голема флота на возила, па можеме да бираме, значи дали ќе пуштиме минибус, дали ќе пуштиме голем автобус, така да тоа е предноста, нели, која што ја имаме. Сепак, значи, бидете храбри, бидете одлучни, да знаете дека секогаш успехот доаѓа на еден интересен и можеби неочекуван начин. Не очекувавме дека ќе бидеме реално толку многу познати со снимањето на Instagram контентот и со презентација на нашите програми кои што ги нудиме. Благодарение на таа презентација денес полниме голем број на автобуси, голем број на патувања реализираме преку текот на целата година. Можеме да се пофалиме, значи, со самите бројки кои што се поголеми. Сега можеби ќе се налутат, ама реалноста е таква, значи, поголема од многу инфлуенсери кои што се во Македонија, сепак на нас бројките, значи, во прегледи во такви работи ни се релативни, затоа што сето тоа е само за да ги продадеме, значи, нашите понуди. Бидете храбри, бидете одлучни, искористете идејата денес, значи, што и да имате во замисло, значи, каков и бизнис да основате, и она што е најважно е дека секогаш, значи, треба да се базирате на почетниот бизнис или она што ве прави среќен. Ако нештото го работите само за да заработите, значи тоа е грешка од старт, ама ако нештото го работите нормално да заработите, ама и за да бидете среќни, тогаш треба, односно тоа е вашиот прав пат кој што треба да го одредите. Јас ви благодарам многу, па се надевам ќе се видиме.